Добар, убав и среќен ден, добри мои луѓе. Ве поздравувам од комплексот Златно буре Кучково, на само 20 минути од нашиот град главен Скопје, каде што можете да уживате во чистиот воздух, во овие високи летни температури, да се разладите во базенот и едноставно на крајот да се засладите со некој македонски традиционален специјалитет. Еден од нив ќе биде и овој што денеска ќе ви го направам, и во неколкуте следни емисии ќе ви правам летни салати со македонскиот зеленчук. Ова салата е салата од модар патлиџан. Многу е вкусна, каков сос има. Значи, дури може да ви биде и оброк салата. За ова салата да ја направите, вас ќе ви требаат 2 помали модри патлиџани или еден многу голем патлиџан. Ќе ви требаат 100 грама сирење, 3 до 4 ситно сечкани чешниња лук, 3 супени лажици семф, 1 супена лажица мед, ќе требаат околу 100 мл маслиново масло, сол, ќе треба 50 грама запечен сусам, 1 прстофат сол каде што има малку чубрика, малку нане и малку ноктец, и ќе ни требаат 50 грама кршени оревчиња и малку свеж босилек. Ова салата е толку здрава и толку вкусна, затоа што се прави со модар патлиџан кој што го запекуваме, значи не го пржиме. Тоа е многу важно, туку го запекуваме и вадиме ситни парченца од модриот патлиџан и така ќе ги печеме малку пропрскани со маслиново масло. Како мириса овој босилек, тој е од дворот тука од Златно буре. И верувам, оваа салата, значи, ја обожуваат и младите и старите, да ви кажам. Сите ја сакат, дури и убава и опција, ако ви дојдат гости дома, па да ја принесете. Оваа салата неверојатно е убава. Подгответе си еден плех, рерната пуштете ја на 250, додека вие ги насечкате, рерната веќе ќе си има постигнато температура. Модриот патлиџан знаете дека има голема примена во македонската традиционална кујна. Турли тава не можеме да направиме без модар патлиџан, но исто така и запечени со луки со оцет, пинџур, многу други тави, мусаки од модар патлиџан. Многу имам туршија исто, со луки, со оцет и макдонос. Така. Еве сега и вториот да го средам. Многу е бенефитот голем од модриот патлиџан за нашето здравје, полне со витамини, со минерали, ја подобрува пробавата, дигестивниот систем го поддржува. Значи се на се додека го има, сега е наевтин од било кога, во текот на летото. Користете го во секое време, кога и да имате можност.
Можете и да го пропржите ако сакате, но јас го печам за да не биде многу масна салатата. Ете така. Редната е пуштена, загреана. Малку пропрскувам со маслиново масло. Неколку супени лажици. Така, и малку сол ќе му ставам. Така, и сега ќе промешам, за да има насекаде масленце. И така, ќе се пече 20 на минути, доволно ќе биде. Ќе видите кога ќе ја промени бојата и кога ќе омекне, значи е веќе подготвен, се разбери, не треба да го препечете. Останете со вкусот на традицијата, кога ќе го испечам се враќам назад. Еве, драги мои, се испече модриот патлиџан и веќе изладе. Во меѓувреме ќе го направам сосот и сите останати состојки ќе ги средам за да можам да ги спојам со модриот патлиџан. Го ставам сенфот. И медот. Сето ова го промешувам. Ставам маслиново масло, 1 децилитар. Го ставам лукчето. Така. И ова го промешувам. Го ставам сусамот, малку од зачинот, со тревки, така, и ова го промешувам. Ќе го ставам сега модриот патлиџан внатре. Прекрасно. Сето убаво го промешувам. Ги ставам оревите, значи добиваме една како крем салата. И ќе го ставам сиренцето. И сето ова убаво ќе го промешам, сол нема да додадам, поради тоа што сирењето е солено, му ставив малку на модриот патлиџан.
Ете така, ќе го оставам сето ова во ладилник и на крајот малку босилек. Ќе го оставам во ладилник 1 час и потоа ќе го послушам, ќе ја одјавиме емисијата, ќе си го размениме мислењето за вкусот. Еве неколку ливчиња. Оф, како мириса. Доволно е. Сега и босилекот кога ќе прими од сосот, кога ќе се спојат сите овие прекрасни вкусови, има да добиеме неверојатно добра салата. Со подпечено лепче, ова вообичајно се послужува со подпечено лепче. Ете така. Драги мои, вие останете со вкусот на традицијата, нека се излади салатата и потоа ќе ја послужиме. Мојата омилена салатка со модар патлиџан, крем салатка. Леле. Значи може, како што ви кажав, да ви биде и оброк, може и за мезе пред главното јадење. Па ајде да си земеме малку и печено лепче со неа, со модриот патлиџан убаво ќе одговара. Ме интересира вкусот сега откако е одстоена и изладена. Во комбинација со сенфот и медот, ова е чудесија, леле. Нема најаскано ова. Нема. Леле, каков вкус. Се топи во уста. Модриот патлиџан со сенф, со сирење, со мече, со сите матракуки, што би рекле старите. Фантазија. Значи, и кога ќе ја направите не само за семејството и за гости кога ќе ви дојдат да ја направите оваа салата, знаете што ќе ви кажат? Давајте рецепт и размножете го рецептот. Нека го имаат сите. Затоа што ние сакаме до сите луѓе да допрат сите овие рецепти. Зошто? Затоа што ние македонците си сакаме гости да одиме, да ни дојдат. Сакаме да им принесеме убави специјалитети. Некој, еве, например, ова е невообичаен рецепт. Не може секаде да го пробаат ова. Затоа бидете вие уникатни, изненадете ги. И членовите на вашето семејство, секако и пријателите, и колешките на работа, и другарките, значи имате многу каде да го кажете. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат дека она што ти го мислиш на другите луѓе, тоа ќе те стигне тебе. Затоа секогаш мислете им добро на луѓето. И давајте им позитивна и топла енергија. А тоа што треба да ви се врати на вас, нека биде се со алал. Драги мои, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување и уживајте во овој вкус. Довидување.